По пауза од 12 години, женската кугларска репрезентација ќе биде дел од светското првенство во куглање, кој што ќе се одржи во Вараждин, Хрватска, од 18 до 23 мај. Докаде се подготовките, колку члена ќе брои репрезентацијата, какви се очекувањата, имајќи предвид дека имаме сериозна конкуренција. Ова утро разговараме со господинот Пирогиевски, кој е селектор на женската кугларска репрезентација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и на можноста утрово да поразговараме за куглањето и кугларскиот спорт со посебен акцент на женското куглање. Така, имаме уште еден соговорник кој што не очекува во моментов на Skype. Велам добро утро за Игор Михајловски. Игор, добро утро. Имаме многу теми за разговор, двајца соговорници од различни локации, но најдовме еве на исто место на македонската телевизија да можеме да проговориме и испромовираме нешто за што одамна се зборува и се очекува. Кој ќе биде дел, еве на самиот почеток ќе започнеме господин Гиевски со вас, кој ќе биде дел од женската репрезентација, докаде се подготовките? Подготовките се во тек. Составот на репрезентацијата е микс на повозрастни и млади кугларки. Сметаме дека ќе бидеме една од најмладите учеснички на престојното светско првенство. Репрезентацијата се состои од 8 кугларки и тоа по име Наумовска Данча, капитен на репрезентацијата, Гаврилова Белјана, Велјановска Андреја, Гаврилова Драгана, Аврамовска Елена, Перевска Емилија, Ристевска Михаела и Младеновска Мирјана. Која е возраста? Споменавте најмлади ќе бидеме. Која е возраста тогаш? 3 од споменатите кугларки годинава слават матура, значи некаде 18 години. Потоа имаме една од 23 години и останатите 4 се малку повозрастни, над 30 години. Значи некаде просекот ќе биде околу 20, помалку од 25 години. Какви се тогаш очекувањата? Сериозна ќе биде конкуренцијата оваа година? 12 години пауза имаме. Има ли шанса за повисок пласман? Самиот настап на светското првенство е голем успех. Бидејќи по пауза од 12 години, благодарение на новото раководство на Кугларската федерација, кој внесе нова енергија во македонското куглање и македонскиот спорт, како резултат на нивниот ангажман е и учеството, нашето учество на сениорската женска репрезентација и учеството на младите категории во повеќе настани од меѓународен карактер. По 12 години ги очекуваме жените да заблескаат, но Игор, сакам да ве прашам тука, во моментов еве гледаме и видеоматеријали, ова се дел од редовните тренинзи кои ги има женската кугларска репрезентација. Игор, што е со мажите, ќе учествуваат тие, впрочем тие редовно учествуваат на вакви надпревари, до каде се тие со подготовките? Да е, па кога веќе селекторот на женската репрезентација спомна, жените се пробиваме на меѓународно поле, меѓутоа додека кај мажите тој пат е веќе прооден, бидејќи 2013 година сме биле второ место на едно вакво големо првенство во Унгарија. Тоа беше големо светско првенство и тоа е најголем наш македонски успех во куглањето. Тогаш какви се очекувањата за мажите оваа година? Апсолутно. Значи оваа година одиме во полн состав. Имаме тројца натурализирани македонци, двајца словенци и еден хрват и нашите најдобри македонски поединци, предводени од селекторот. Дали се слушаме? Се слушаме одлично. Сега продолжаме. Предводени од селекторот Питар Димитровски, заедно со Сашко Трпковски, Младен Донковски, Дарко Димитровски, Душко Ајдин и да не изумам уште некој. Екипа во полн состав. Да, екипа во полн состав, значи ќе бидеме машката селекција ќе биде составена од 9 играчи. Колкав е генерално интересот за професионалното куглање во Македонија? Колку клубови има, Игор? Како функционираат? Во моментот
имаме 9 екипи кои се надпреваруваат во Македонската кугларска лига. Генерално се во 5 клубови обединети. Меѓутоа, како федерација се трудиме да го зголемиме бројот на кугларски клубови и да овозможиме услови за што поголем број на млади луѓе да се занимаваат со овој спорт. Имаме квалитет, имаме искусни куглари кои можат да ги научат техниките на кугларскиот спорт. И тоа умешно го правиме и во Битола со тие училишни лиги, а веќе започна еден голем проект во Скопје, каде што ученици од основните училишта од општина Центар веќе започнаа да куглат и наши искусни куглари ги обучуваат да можат да ги направат оние први кугларски чакори. Има ли услови за куглање? Во какви услови вежба и нашите репрезентативци? Во Македонија има неколку куглани, меѓутоа активни се кугларницата во градскиот трговски центар, кугларницата во Битола, кугларницата во спортскиот центар Борис Трајковски и кугларницата во Струга. Добра. За разлика од кугларниците во градскиот трговски центар и Битола, во кугларницата во Борис Трајковски и во Струга нема активности надпреварувачки карактер. Таму повеќе кугланите ги комерцијализира. Таму се слават родендени, детски забави и така натаму. Додека чисто спортски остана кугларницата во градскиот трговски центар и кугларницата во Битола. Кога ќе дојдат родители кај вас и ќе ве прашаат сакаме детето да кугла, дајте ни неколку причини да. Што им велите? Па првата причина е детето да спортува. Добра. Да ги отргнеме од секојдневието, од компјутерите, од мобилните телефони. Втора работа, куглањето е многу чист спорт. Таму нема допир, нема фаули, нема повреди. Трето, има идеални услови, имаме убави соблекувални, имаме тушеви и, можеби, најважниот услов, членувањето во кугларските клубови не се наплати. Значи, тоа е бесплатно, затоа ја користам ова пригода преку јавниот сервис да ги повикам сите млади кои се заинтересирани да спортуваат, да се јават во кугларницата во Сандра. Таму секој ден има луѓе, ќе ги пречекаат, ќе ги примаат, ќе им кажат како да продолжат понатаму. Која е онаа најмала возраст кога може да се започне со куглање? Бенефитите ги споминавте, има ли ризици кои ги Ризици нема и како во другите спортови во куглањето границата се повеќе се помера кон помлади. Некаде најпогодна возраст е од 10 години, затоа што има и кугли кои се прилагодени на нивната возраст. Значи, најдобар почеток од 10 години па натаму. Иначе и старосната граница не е дефинирана. Може да се започне и во повозрастни години, условно кажано, а да се биде успешна кугла. Игор, сакам тука да ве вклучам и вас во разговорот. Кога се подготвував за темата изминативе денови, простете, дојдов до еден податок кој што мене ме изненади, дека годинава се одбележува 50 години од куглањето во Македонија. И сега оно што ме интересира, кога и како започнала приказната? Веројатно малкумина го знаат овој податок. Па искрено сме горди на тој податок. 73-та е прв пат регистриран кугларскиот сојуз тогаш на Македонија. За денес да сме федерација. Во текот на тогашна Југославија имало многу клубови, многу работнички екипи и така натаму, навистина и во Скопје и во Битола, меѓутоа тоаш куглањето го имало и во Велес, имало и во Прилеп куглана и Струга и така натаму. За денес да се сведиме само во 2 градови, меѓутоа токму поради тоа како Кугларска федерација се трудиме да го наметниме и во други градови овој спорт. Веќе сме во преговори со неколку општини да направат куглани, исто така и со Агенцијата за млади и спорт, како што беше случајот и со Битолската куглана, која е нова, реновирана и една е најмодерна на Балканот во моментот. Така да работите
одат на добро, а овој јубилеј сакаме да го искористиме најдобро што можеме и да му одадеме почит на сите оние заслужни куглари и кугларски работници кои сите овие 50 години го створеле и направиле она што денес можеме да кажеме дека имаме навистина богата кугларска традиција. Ако еден од добрите начини како да се привлечат нови спортисти е самата понуда за бесплатни тренинзи. Скап ли е спортот на долг рок? И од друга страна, има надпревари, сите тие надпревари веројатно чинат пари. Вложува ли државата во куглањето? Има ли општествено одговорни компании кои што ја поддржуваат оваа приказна? Видете, спортот е една тема која може до бесконечност да се зборува, меѓутоа факт е дека имаме и проблеми финансиски. Меѓутоа, ние сме позитивни, оптимисти и гледаме напред кон нештата. Има општествени компании кои помагаат во куглањето. Јас можам да кажам, во случајот, компанијата Мак Петрол е еден голем спонзор кој помага на еден наш клуб да биде на европско ниво, да се носи бар со сите врвни екипи. Меѓутоа, исто така има и други екипи кои помагаат. Во нашата лига тоа е Градскиот трговски центар, која има таа куглана безпрекорна ГТЦ, тоа е храм на македонското куглање, кугланата Мусандра, а има и други, да речам, фирми кои но нема да ги набројуваме, да. Важно е дека постојат и дека го сакаат спортот. Во овие кризни времиња е многу важно и државата, но и да има општествено одговорни компании кои што ќе ја поддржуваат целата приказна. Се чини дека најмалку се зборува за спортот и културата, а тоа гради здраво општество. Кога веќе сме кај спортските навики, тие се градат од мали нозе. Им дадовме на родителите аргумент плюс зошто да започна со куглањето. Има многу ученици кои што знам дека се во оваа приказна, па одат и на надпревари. Да. Се почесто кугланицата ја посетуваат и ученици од најразлична возраст. Целта е кога ќе дојдат да ја осетат магијата на куглањето. Значи да го засакаат куглањето и се надеваме дека имаме стручни лица кои ќе работат со нив, се работи само за љубов. Сите што сакаат, го сакаат спортот, го сакаат куглањето, се добро дојдени. Секогаш ќе бидат пречекани во кугларницата, имаме стручни лица, се работи со нив, услови идеални за работа. Пред почетокот на разговорот ме прашавте сте биле на куглање, Кристина? Да, сум било, како не ви кажав еден од трговските центри каде сум го правила, тоа ми кажавте не, вие не сте биле на куглање, вие сте биле на боулинг. Токму така. Има разлика? Да, има разлика. Боулингот е амерички, да кажам, изум. Таму повеќе се игра. Се разликуваат куглите, големината на куглите и бројот на дрвата кои треба да се струшат. Додека во куглањето, класичната куглата е тешка некаде 2,8 килограми и на пистата има 9 дрва, за разлика од боулингот, таму се 10. Куглата вие во слободно време? Да, јас сум поранешен куглар и сега кугларски работник и селектор на женската кугларска репрезентација. Не очекуваат бројни надпревари. Која од репрезентациите кои што ќе бидат на светското првенство ни е најсериозен конкурент? Кој најмногу не плаши? Па вака, на почетокот не кажавме, ние сме во група, на светското првенство во група со Австрија, Германија и Франција. Како котираат тие? Австрија и Германија се кугларски велесили, ние шансата ја гледаме во Франција. Значи, подготовките се одвива успешно, спремни сме, ќе одиме да се надпреваруваме, ќе одиме да собереме искуство и зошто не и да изненадиме некој од споменатите екипи. Игор, што е со мажите? Која екипа е најсериозен противник на машката кугларска репрезентација? Ждрепката многу не служеше ова нова светско првенство. Со машките играме во Б група со Србија, со Чешка и со Данска. Како котираат тие? Србија морам да спомнам дека е светски шампион многу долго време и скоро е невозможно да се победи како екипа, а меѓутоа ние сме ја победиле во 2013 и кога бевме втори. А нашата шанса ја гледаме преку Чешка
и тоа е надпревар кој го играме на 20 мај во 11 часот и 40, ќе има и лайв стрим. Така да веруваме дека овој надпревар можеме да го добиеме, се работи за исклучително квалитетна екипа. Меѓутоа и ние имаме со што да се пофалиме. Така да очекувам рамноправна игра и секако нијансите да преовладаат на наша страна и да го добиеме тој надпревар, а Данска сметам дека лесно ќе ја победиме, така да со 2 победи очекувам да го продолжиме надпреварувањето понатаму, каде што во втора фаза која екипа да дојде се работи за врвни екипи, така да ги споминавме со господинот Гиевски пред малку и учениците и училишните лиги, еве колку за поттик за сите оние кои што размислуваат и го сакаат овој спорт. Како се покажуваат учениците во овие надпревари? Одлично, јас можеби меѓу првите го започнав тој процес. Во Битола имаме училишна лига која минатата година ја изведовме. Учествува 7 екипи, 7 училишта. Учениците многу се забавуваат, тој ривалитет се крева од време на време, така да до крајот на надпреварувањето беше навистина многу забавно, доаѓа и нивни школски другари да навиваат една атмосфера безпрекорна. И цело време ме прашуваат кога понатаму, кога ќе биде втората тура, третата тура на надпревари, така да веќе ги планираме за октомври, ноември и декември, како во Битола, така и во Скопје. И потоа ќе имаме и на национално ниво, ќе ги споиме училишниот спорт, а тоа нормално ќе го направиме и со училишната спортска федерација. Добро ни оди со скајпот. Имаме ли можност да имаме некакво вклучување од Вараждин со некоја информација во утринска програма овие денови? Дај Боже, јас би сакал многу да сме вклучени, да имаме резултати, нели, да имаме победи и да се вклучуваме што почесто. Така да ви стојам на располагање заедно со мојот тим да ви информираме перманентно во текот на целото светско првенство. Се надевам ќе имаме и добри вести и добри резултати. Некако е за крај на разговорот во текот на целото издание денешно на Македонија наутро. Зборувавме за семејството, за вредностите, за општеството во време кога е ставено се под прашалник и кога очајно ни е потребно да најдеме начин како да ги ангажираме децата, како да им го трасираме правилно патот на психофизичкиот здрав развој. Дали куглањето е добар одговор? За? Куглањето е добар одговор, можам со сигурност да потврдам и затоа уште еднаш ја користам оваа прилика да ги поканам сите заинтересирани деца да дојдат, да пробаат и да го сигурен сум дека ќе го засакаат куглањето. Јас ке ви се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ја отворивме опцијата со Игор да ве вклучиме на Skype деновиве во утринската програма, па се надевам дека ќе успееме да го изреализираме тој разговор и да добиеме некакви добри вести. Може така? Ви благодарам. Јас би сакал, еве, само да се секако. Ние надпреварот го играме во утринската програма, не знам до колку часот вие. Добро. Меѓутоа, може би најдобро на 20. Да, најдобро може би било на 21 со онаа победа од Чешка која очекуваме, па тогаш онака да се израдуваме како нација. Апсолутно, да имаме повод да наздравиме, ни требаат добри вести, Игор. Благодарам многу, Игор. Супер, ви посакувам благодарам среќен и вас пат. поканата. Само да ја завршиме и со вас мислата. Благодарам уште еднаш на поканата, овој со цел на поголема афирмација на куглањето и кугларскиот спорт. Да бидеме почесто ваши гости и да го зголемиме интензитетот на соработка. Добре дојдени сте, тоа знаете. Ви благодарам. Благодарам. Ви благодариме многу. Благодарам, Игор, среќен пат за Вараждин. Се надеваме за добри вести и добри резултати и од машката и од женската кугларска репрезентација.
Игор Михайловски. Игор, добро утро.